Топ тема, добро вечер. Во преговарачката агенда со Европската Унија на врвот, во домашната политика, барем досега, реформата на јавната администрација е само програмска флоскула. Вообичаено, на зборови секогаш европски вредности, на дело балкански навики. Администрација која главно станува јасли за партиски вработувања и директорувања. Пропадна ли планот за реорганизација на органите на државната управа поддржан од Европската Унија? Колку милиони ќе не чини сајбер заштитата и новите софтверски лиценци во владата? Кому му одговараат хаотични состојби во медиумската сфера и особено во интернет медиумскиот простор? Тоа се само неколку теми за вечерашното интервју со министерот за информатичко општество и администрација, Азир Алију. Министре, добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата од господин Христов. Мислам дека после 5 месеци пак да се видиме и да разговараме на реформите во кои што ние сме надлежни. Некои прашања се уште ќе ги провериме, меѓутоа дел од прашањата и натаму се на точка каде што беа пред 5 месеци, дел малку се поместуваат. Она што е најактуелно, иако можеби за не толку атрактивно со оглед на пречките од уставен карактер, е она што сега интензивно се работи, а тоа се така наречените патокази за реформите во јавната администрација, кои што ќе треба да бидат доставени до Брисел, бидејќи иако кајна за реформа на јавната администрација секој се говори само за време на кампања, потоа некако се подзаборава. Сега ќе треба да се преземат обврски кои што доколку ги продолжиме преговорите, навистина ќе мора и да се реализираат. Што е тоа што испорача Брисел во скрининг извештајот и што е тоа што како клучни точки ќе го ветите или на што ќе се обврзе државата во тој патоказ? Благодарам на прашањето. Значи, како ресорно министерство надлежно за три главни компоненти во државата, значи јавна администрација, медиуми и информатичко општество, задоволни сме од тоа што го работиме досега и еве денеска ви информирам дека веќе 5 закони ни се во постапка, во владина постапка. Се очекува многу брзо да бидат и во постапка во собрание за да се изгласат. Истите се поврзани со Европската Унија, барањата во кои што тие ги имаат и патоказите во кои што Европската Унија ги има за реформи во јавната администрација, во медиумите и во информатичко општество. Фактички се работи. Ние имаме, како што кажав, 5 закони активни во... Кои се тие 5 закони? Значи, законот за административни службеници, веќе ние во владина постапка. Законот за вработени во јавниот сектор, исто така во постапка. Законот за високораководна служба, во постапка, законот за АВМ, за медиумите и законот за дигитална агенција. Че овие закони веќе ни се при крај. Фактички само законот за агенцијата ние завршивме со јавната дебата, додека другите веќе завршија и се очекува овој период, значи во рок од 5-6 дена да бидат изгласени во седница на влада. Истите да ве информирам дека се со брза постапка и со европско знаменце заради тоа што се дефинирани според правилата и патоказите во кои што ни се дадени од Европската Унија. Значи ќе можеме да очекуваме и нивно брзо усвојување со оглед на тоа што на голем дел од овие закони, особено законот за висока административна служба се чекаше подолго време, имаше некои предложени варијанти кои што беа повлекувани, веројатно тешко која влада или групација на политички партии во власта сака да се откаже од тој убав колач од директорските позиции, што е она што како верзија на владата ќе се упати кон собранието. Што конечно содржи ние овој закон? очекуваме, искрено очекувам дека на втори има седница во собранието. Очекувам до тогаш да завршат во процедурите во кои што ни се во постапка во влада. Да се надевам, ако не испадне некој процес административен, номотехнички проблем, законите се веќе усогласени, очекувам да бидат дел од
од таа седница како точки за да може да се изгласат. Реално сите закони се многу битни. Почнувајќи од законот за медиуми, вие знаете дека медиумскиот простор кај нас е многу битен. Законот за медиумите ќе ги оставиме на крај, бидејќи таа сфера малку ја поделивте. Прво закон за АВМУ, па потоа закон за медиуми, а АВМУ, вклучително со МТВ, ни функционираат условно нелегално од 2021 година, значи веќе 2 години имаме. Тоа ќе биде. Да се задржиме на она што досега беше најголем интерес во јавноста и што се смета дека ќе стави крај на тоа партиско именување на директорите и треба да биде конечно еден од столбовите за така наречената професионализација на администрацијата, закон за висока раководна служба. Кои се основните постулати, бидејќи видовме многу верзии, имаше некои колебања. Во која финална форма ќе Ние имавме, значи, целиот процес беше инклузивен. Значи, неколку институции работеа на законот, невладини организации, исто така експерти од надвор. Идејата на тој закон е да биде едноставно да може да се креира модел во кој што ќе се заснова на начелата на рационалност, на демократичност и на транспарентност на изборот на високо раководни функции во јавната администрација. Едноставно да има отворен меритократска постапка каде што ќе се знае од почеток, значи при отварање на постапка за директор, значи опис на работното место и до крајот целата постапка ќе биде транспарентна. Се надеваме и јас сум сигурен дека преку таква постапка ќе дојдеме до раководни позиции каде што навистина профилот на директорот ќе биде во согласност со барањата во кои што ќе ги имаме во описот на работното место. Дали се воведуваат само критериуми, например за прв човек на МЕПСО, за прв човек на ЕСАМ, или се професионализира функцијата? Односно, дали ќе бидеме повторно во ситуација клучни државни институции да бидат директорите менувани со менувањето на политичките граѓани? Опфатот на законот, првичната верзија, вие имате право, неколку верзии имаше на законот и сите овие закони не се нови, значи се неколку години инвестирано и од Европската унија и од други фондови за да може да стигнеме до такви закони. Многу пишман потези имаше и не знаеме на што стане. На законот во моментот е малце да се ограничи на секретаријати на државните институции, на директори, на заменици директори. Тука исто така нема да бидат опфатени локалната самоуправа и институциите во кои што се под надлежност на собранието. Кога говорите државни секретари, секретаријати, мислите на државните секретари? На државните секретари, да. Дали државниот секретар, директор, заменик на директор ќе бидат политички функции или ќе бидат строго професионални функции? Значи, тие треба да бидат професионални позиции. Дали ќе биде личноста политички обојна или не, и во Европската унија тоа воопште не е ни тема на разговор. Идејата е профилот, како што објасни, профилот на работното место да биде компатибилно со профилот на кандидатите во кои што ќе бидат кандидати за тоа работно место. Идејата е да биде целиот процес отворен, транспарентен, со процедури во кои што нема да има само институции, политички институции, значи луѓе од политички институции, туку исто така ќе бидат професионалци од бизнес заедницата, од академијата, од невладиниот сектор и се надеваме дека со компатибилноста на профилот и на описот на работно место ние ќе стигнеме до професионализација на јавната администрација. Што ќе биде ново и различно од сега со законот за административни службеници и законот за јавна администрација? Значи, во законот за вработени во јавниот сектор имаме неколку новини во кои што цениме дека ќе бидат иновативни и ќе се подобри, ќе се оптимизира процесот во јавната администрација. Едноставно, вработувањата во оваа фаза фактички Агенцијата за администрација во оваа фаза едноставно отвара
можности за полагање на испитот за јавна администрација само тогаш кога има огласи, отворени огласи. Тука имаме една промена каде што граѓаните сите вработени во јавниот сектор ќе може секоја недела да аплицираат на испит и да полагаат испит за административен службеник и после фактички ги одвојуваме тие два процеса. Процесот на вработување на огласите со испитот во кој што го имат. Вториот момент исто така е многу битен, е моментот на по линијата, значи за матичен број и за националност, сега можете креирате профил во Агенција за администрација и може да бидат променети. Со овој закон едноставно тие две полиња ќе бидат невозможени да ги смените. Еднаш отворен профил значи дека тие се непроменливи. Ова ќе го направи невозможно тој момент на злоупотреба во кој што ни се случува секој ден. Ако се бара албанец, македонец да се пише албанец, албанец да се пише дури за жал сега имаме. И ром и бошњак или било што. За жал сега имаме. И еве ќе почнам од законот за административни службеници, тие некои битни заради времето нема да ги спомнам сите, но еве најбитни точки во кои што ценам дека би било добро да ги дискутираме вечерва. Е креирањето на профилот ќе овозможи да се тргне таа злоупотреба. Вториот момент е додатокот на плата, во кој што може да се додаде за службеници, за административни службеници кои што се битни за институцијата. Едноставно менаџерот на институцијата може од 10 до 30% да се зголеми еднократно или континуирано платата на вработениот. Вториот момент е на доместок за ИПА структурите. Вие знаете дека сега веќе влегуваме во интензивна фаза на неколку проекти, активни проекти со ИПА структурите. Тука ќе можат да имат на доместок на плата од 15 до 45%. Цениме дека тоа е многу битен за сите во кои што се директно или индиректно на европските проекти, бидејќи голем дел од нив, што заради мали плати, што заради од политички причини ја напуштаат јавната администрација и заминуваат во невладиниот сектор и од тука. Јас не би кажал дека е така, јас би кажал дека заради многу обуки во кои што се вложени во тие профили, тие веќе стануваат експерти за ИПА проекти. И за жал заради поголеми плати одат од јавна администрација во приватен сектор. Или заради политички причини, бидејќи со смената на власта, вообичаено завршуваат во оние соби кои што ги имаат речиси секоја институција, а кои што жаргонски меѓу вработените во администрацијата се нарекуваат соби за казнена експедиција. Непожелни, без оглед на стручноста. Јас како министер во информатичко општество и администрација ниту имаме таква соба, ниту сум слушал за таков тип на притисоци. Исто така друг момент во законот е замрзнување на работното место државен советник. Едноставно тие државни советници во кои што ги имаме сега ќе бидат затворени тие работни места во моментот кога тие ќе се пензионираат или ќе излезат од тоа работно место, едноставно нема да има државни советници понатаму, бидејќи досега реално немаше законска рамка за тој профил на работно место. Законот за вработени во јавниот сектор, исто така рековме дека има неколку новини тука, еве ќе спомнам. Нема да има, веќе ќе биде забрането можноста да се вработуваат во определено време. Раководните работни места нема да може сега да имаме такви вработувања или вработување преку агенција за привремено вработување. Тоа веќе ќе биде забрането. Бидејќи знаете досега ние имаме неколку извештаи од Европската унија каде што овој дел ни беше нотиран како дел во кој што треба или да имаме законска рамка или воопшто да не постои како можност. Еве со тој закон ние фактички не даваме веќе можност на институциите да вработат преку агенција за привремени вработувања. Втор момент е сте да губите гласови заради ваквите одредби. Вие сте тазе 6-7 месеци во владата, но веројатно имате податоци и знаете другите колеги, не само во оваа гарнитура, низ годините наназад,
колку и во колкав обем го користеле овој инструмент? Впрочем, тука сме да креираме законска рамка каде што ќе бидеме компатибилни со вредностите на Европската Унија и јас ценам дека и како политичар и како министер во информатичко општество ценам дека треба да креираме закони во согласност со вредностите на Европската Унија и воопшто да не калкулираме колку гласови ќе губиме јас или колегите други во институции. Ве прашувам за да не дали очекувате еве конкретно околу овие одредби некој амандман, па може би дури и да бидете надгласани во собранието, бидејќи сепак не можам да предвидам. Рековме дека сте тука 7 месеци, ама некако влегуваме во последните околу 5 месеци кога владата ќе биде практично ефективна и ќе може да продуцира реално закони, бидејќи ќе влеземе до година веќе од март или како и да е какви и да бидат одлуките, но сме во фаза на одбројување до избори. Но реков дека законите се во последна фаза, така да се надевам дека многу брзо нема да стигнеме до таков период, критичен период во кој што вие нотиравте, за да може да законите да бидат во таков ризик да не може да се излезат. Исто така новина во тој закон, сакам да го спомнам, е систематизацијата. Значи сега знаете со стариот закон можете секој месец, ако ви треба акти и систематизација на работни места, да поднесувате барање до МИОА. Веќе тоа нема да биде возможно само 2 пати годишно, но за сметка на зголемување на процентот за систематизација. Сега знаете дека е максимум 10%, ќе биде до 50%. Министре, отпишавте тоа што Европската комисија во последниот извештај рече тоа што останало од лани да се спроведе годинава. Отпишавте 3 закони веќе, но останува оној најкрупниот проблем. Законот за организација и работа на органите на државната управа, или тоа што граѓаните конечно многу одамна го очекуваат, а тоа кога оваа гломазна, трома и прекубројна администрација конечно ќе се реорганизира. Вашето министерство, заедно со уште Министерствата за економија и земјоделство, беа пилот министерства кои до јули требаше да ја завршат таа реорганизација, за веќе од 2024 година да сите останати министерства го почнат тој процес. Од сето ова нема ништо за сега. Зошто? Не можам да кажам дека нема ништо од сето ова. Еве, ќе почнам, како што рековте, 3 министерства се како пилот институции за законот за реорганизација на јавната администрација. Еве, нашето министерство, во согласност со реорганизација, веќе имаме закон за Агенција за дигитална трансформација, каде што е во согласност со тој закон и по прв пат, значи, ние сме една од ретките земји во Балканот, но и пошироко за имплементација на НИС-2 директивите од Европската Унија. Исто така, значи, напори правиме... Овој закон требаше да ви биде готов, како на влада зборувам, 2019 година. Така е, за жал законот веќе е неколку години во процес и мора да констатирам дека вие сте во право. Јас кога дојдов како министер за информатичко општество и администрација, каде што пишува дека законот треба да биде донесен од 2019 година, а оваа агенција да биде оперативна веќе во 2020 година. Значи 2019 година тоа се доцнење од практично 4 години. Вие сами рековте дека сум само 7 месеци министер за информатичко општество и администрација и задоволство ми е денеска да кажам дека за овие 6 месеци, 7 месеци, да бидам попрецизен, веќе овие закони се во постапка, веќе таа агенција се проектира од 2024 да биде активна агенција, веќе како што спомнав законите за јавна администрација се при крај, законот за медиум исто така е при крај. Еве, задоволство ми е за 7 месеци да кажам дека овие закони во кои што со години не беа реализирани, сега за краток период ние веќе сме во... Ајде да го завршиме со законите за законот за организација на работата на органите на државната управа, кој меѓу другото предвидуваше и намалување на бројот на институции.
пропадна ли тој проект или не и на што се должи одложувањето, бидејќи критиките уште во старт беа дека е лошо поставен, бидејќи зборуваше за реорганизација на органите, значи на бројот на институции, но не и за човечкиот капитал внатре. Ние знаеме дека освен проблемот со институциите, се соочуваме и со проблем на прекубројна администрација, јавна администрација од 128.000. Значи, вака, законот реално беше заглавен заради двотретинскиот модел, законот на Зороду. Значи, за да се промени целата таа реорганизација, за да биде реална, вие ќе мора да смените закон во кој што е двотретински закон. Ние што направивме, по моје барање, на локалните, на дворечните експерти, бидејќи кај нас имаме институции во кои што се креирани врз основа на Зороду, како двотретински закон, и имаме институции во кои што се креирани со посебни закони. За да не заглавиме и да ни помине периодот во кој што вие знаете дека јас исто така барав уште месец и пол да се продолжи тој проект во кој што е финансиран од Европската унија, баш заради оваа цел, значи да се фокусираат експертите на сите тие институции во кои што може да се оптимизираат во овие три министерства, во кои што не се поврзани директно со законот двотретинскиот закон. Нели е тоа незавршена работа? Точно, до или сега беше незавршен да не биде процес. Преостар дури и импровизација, бидејќи ако вие сте почнале нешто што треба да биде завршено и да се менува преку тој системски закон кој што се носи двотретински, значи тоа е една реформа која што треба да се направи еднаш и да остане во континуитет. На овој начин вие не можејќи, односно предпоставувајќи можеби дека нема да ја добиете согласноста на опозицијата, одите на импровизација. Значи, влечете од таа структура. Две причини, веќе ви кажам сега. Прво, поголем број од институции во кои што треба да се спојат на една, се институции кои што се креирани со посебни закони. И тие воопшто не се поврзани со тој голем закон во кој што е двотретински, во кој што ја гледа целата јавна администрација. Исто така во процесот на анализа од експертите, ние веќе имаме напишено, дел од експертите мислат дека воопшто не треба да влеземе во начинот на промена на законот, на тој двотретински закон, бидејќи воопшто тој не е пречка. Пречка е таа линија на отчетност каде што кај нас е реално помешана. Значи не се знае кој креира политики кој ги имплементира инспекцијскиот момент на тие политики. Значи кој ги анализира имплементацијата на тие политики. Значи таа линија на отчетност и за Европската унија и за нас е многу битна. Така да во овој момент тие институции во кои што се креирани со тие посебни закони, а во кои што воопшто немаат врска со овој закон, се институции во кои што или се преклопуваат една со друга или институции во кои што дават отчет, извештај до друга институција. Пример, ќе земам во МИОА, ние имаме агенција за администрација, каде што ние креираме прашања за јавната администрација, тие ги имплементираат тие прашања. Од другата страна, извештаите таа агенција ги носи во собрание, исто така нашите политики поврзани со јавната администрација се политики во кои што ние може да креираме закон, но воопшто не сме сигурни дали тие политики ќе се имплементираат понатаму со неколку такви институции, организации, агенции и така натаму. Идејата е да постои таа линија на отчетност, да се знае кој креира политика, кој имплементира политика и анализа и но не секаде може тоа да се спроведе. Вие го посочивте примерот во вашето министерство, меѓутоа се постави како голем проблем намерата дел од инспекторатите да бидат повторно вратени под капата на министерствата. Кој инспектор ќе го контролира министерот ако знае дека тој му е главниот шеф? Не е баш така, господин Кристоф, бидејќи верувајте дека таа анализа кој инспекторати каде ќе одат не се прават ни од министрите, ни од владата, туку од експерти платени од Европската унија. И тие се едноставно во линија на европските вредности. Законот реално не е лесен, бидејќи немаме модел во кој што вие може да пресликувате и да се оптимизира во основа на организацијата во која што ја имате во вашата држава. Проблемот кој што го укажа. Идејата е бидејќи имаме многу институции, вие имате право 1000
и 300 негде, и тие институции ќе треба да се, некои од нив ќе треба да се спојат заради таа линија на отчетност, и ние сме свесни за тоа, но процесот дефинитивно бара добри анализи. Вие сте во право кога велите дека предолго трае. Да, предолго трае, бидејќи и реформите се тука многу длабоки и треба да се анализират. Верувајте дека и од експертите, ние имаме две различни извештаи. Еден извештај во кој што експертите велат мораме да чекаме зородото да се промени за да одиме во реорганизација, и вториот дел од експертите велат не мора, ќе може да почнеме од институциите во кои што се креирани со посебни закони, после ќе стигнеме до крај без промена на зородото. Фактички и во таа фела постојат различни гледишта како може да се и овие се процеси не само кај нас, и во Европската унија вие имате земји со голема традиција на демократичност и се уште работат во процесите. Вие имате во Франција, имате во Англија и сегде овие процеси се извинувам, но проблемот со целиот овој реформски проект финансиран од Европската унија, најголем впечаток кај дел од експертите беше што владата, што Македонија како држава пред тие експерти, бидејќи самиот рековте нема унифициран систем на ниво на Европската унија, не излезе пред тие експерти со она што ние сакаме да постигнеме. Па затоа во тој тим на експерти од страна на ЕУ доминираат естонците и нормално е дека концептите кои што тие ги предлагаат и реченијата влечат кон естонскиот модел. Да беа од скандинавските земји, веројатно ќе наликуваше на скандинавскиот. Не дај Боже да беа од 3 различни земји, немаше да се согласат да предложат ништо. Значи, во овој период, додека сум министер во информатичко општество и администрација, впрочем, таков пристап имав. И тоа ви го кажав и претhodно. Значи, едноставно да се фокусираме на имплементација на тој закон, и тоа го барав и од експертите, и за среќа имаме и промени во експертскиот тим, и сега веќе имаме и првични резултати. Се очекува многу брзо да излезат со извештај тој експертски тим каде што ќе имаме првични резултати. Ние во МИОА веќе работиме. Ви кажав дека веќе тој закон е во првата дебата веќе беше помина. Очекувам, имавме 90 коментари за тој закон за сајбер безбедност и инфраструктура, критична инфраструктура во земјата. Исто така законите, како што ви кажав, за јавна администрација веќе ни се во постапка во влада. Така да во тој дел ние како министерство работиме и ќе имаме брзо резултат. Министре, каква реформа ќе биде тоа, без оглед сега дали се обидувате да не навлегуваме, бидејќи јавноста и граѓаните во голем дел не им е јасно зошто е потребна и не треба да се замараат со тоа зошто им е потребна, дали е потребна промена на зороду или не е потребна промена на зороду. Она што граѓаните ги интересира на крајот е мала, брза, ефикасна администрација, и сега кога ќе дојдеме до тоа ефикасна, она што постојано е во фокусот е бројката 128.000. Оваа стратегија имаше една стратешка фалинка според голем број од експертите, бидејќи во себе не го содржеше човечкиот фактор, односно исклучиво приспојување на институции или агенции, одстранување на, да кажеме, мал број на членови на управни и надзорни одбори. Иако кај нас има институции кои што имаат повеќе членови на надзорни и управни одбори отколку вработени. Вие тоа добро го знаете. Вака, значи, со функционална анализа на институциите, впрочем, доаѓаме и до профилот на вработените во тие институции. И директно или индиректно вие имате јасен и прецизен органограм во институцијата, како е организирана внатрешно институцијата и кои се профилите на човечки фактор внатре. Така да според таа функционална анализа вие доаѓате и до човечкиот фактор и на крај како резултат доаѓате до бројка во јавната администрација. Вие рековте отчетна и брза јавна администрација. Ние работиме затоа, еден од главните активности на МИОА како министерство и моја заложба е дигитализација на јавната администрација. Ние само преку дигитализација може да дојдеме до ефикасна, транспарентна и брзи услуги за граѓаните. Затоа работиме во моментот на дигитализација на процесите во јавна администрација. Ќе дојдеме и до 1354 институции.
со 1129.374 вработени лица. Дали е ова бројка на институции и јавна администрација која што Македонија може да ја издржи и кои се оптималните бројки? Тука во стратегијата е поделена сега новата стратегија на 50-50 условно да кажам. Некои таргети треба да се постигнат до 2026-та, а други да се постигнат до конечните до 2030 година. Накратко, кој е таргетот кој што треба да го постигнеме во 2030 година? И по број на институции и по број на вработени. Процесот не се гледа, индикаторите не се дефинират однапред, туку се резултат на самиот процес на оптимизација на јавната администрација. Вие не можете да тргнете од точката јас сакам толку институции, толку вработени во јавниот сектор. Тоа е погрешен пристап. Имате функционални анализи вие мора да имате функционална да анализа, така е, затоа работиме на функционална анализа. Сите три министерства веќе се при крај со функционалната анализа. Вие од функционалната анализа, од организација на институциите, доаѓате до точна бројка со профилизирани вработени во јавната администрација. Ако тргнете, ако ме прашувате денеска колку ќе биде јавната администрација во 2030 година, верувајте дека несериозен ќе бидам ако ви кажам бројка. Таа бројка мора да дојде како аутпут, како резултат на реформа во јавната администрација. Некои работни позиции знаете дека веќе се ајде да кажам стари, нефункционални и ќе треба да креирате нови позиции во администрацијата. Бројката во јавната администрација едноставно ќе произлезе како резултат на сите тие реформи на законски активности. Вие во стратегијата 2023-2030, мислам беше? Така е? Да. Вие веќе сте... Едната е до 2027, другата е до 2030. Сте запишеле вкупен број на органи на државната управа. Почетна вредност, значи моментално, 2022, што значи бројката иста и сега, ги има 139. Преодна вредност до 2026 намалување на 110, значи минус 19 и крајна вредност 2030 помалку од 110. Затоа и ве прашувам. Тој пристап едноставно... Или воспротивно ќе треба да ја смените стратегијата, бидејќи таа што го подготвена. Едноставно не може да биде таков и ние разговаравме во работната група. Стратегијата испечатена на вашата страница. Тие се активности во кои што се менуваат, верувајте, во од истите експерти, од истата работна група и од Европската унија и локалните институции се менуваат во од тие институции кои треба да се поврзуваат, дали ќе бидат во склоп на министерства, дали ќе бидат надвор. Еве, како пример во Министерство за економија, првата верзија на законот беше дека некои инспекторати треба да бидат под Министерство за економија, сега веќе обратно од ЕУ експертите велат по анализата направена во тие институции, подобро ќе функционираат и таа отчетност ќе биде подобра ако тие не се дел од институцијата. Затоа велам, несериозно е да кажете точна бројка, вие може да проектирате и да кажете дека целиме да се намали јавната администрација и по бројка на вработени и по бројка на јавни институции, но точна бројка денеска да ви кажам или јас или институциите, че вие кога правите проекција, проектирате дека треба да се намали и ставате некој таргет. Тој таргет може да биде помал или поголем, но битно е да се дефинира таа линија на отчетност помеѓу институциите. Најбитен момент е тоа и тоа не води кон јавна организација, оптимизација. Во стратегијата пишува посебна цел, кохерентна и оптимизирана државна управа, таргети од 139, 110, помалку од 110. Тоа се проекции. Сега, ако вие го следите трендот за реализацијата на стратегијата, истата за таа за реформи на јавната администрација 2018-2022, тука ќе видиме дека најголемо се што испланирала владата, дури 97% изреализирала во 2019 година, 2020 како и да заборавила на тоа, степен на реализација на обврски планови за реформа на јавна администрација лани бил само 48%. Така е. Значи оваа година
еве ви кажав дека за овој краток период ние имаме добри резултати во кои што се признаени не само од експертите локално, туку и од Европската унија, од експертите од Европската унија. Тука правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме со она што беше највпечатливо или најжешки теми во јавноста, а тоа се парите за новите софтверски решенија и с Агенцијата за сајбербезбедност. Два одвоени процеси кои кумулативно треба да чинат некаде околу 44-45 милиони евра. Азир Алиев, министер за информатичко општество и администрација, гостин во вечерачното издание на Топ тема. Министре, две вртоглави суми го свртеа вниманието на јавноста изминатиот период. Тоа се 21,3 милиони, ајде да не цитирам до крај, милиони евра за софтвери и лиценци, согласно тендер на Генералниот секретаријат на владата. Зашто точно се однесува ова? Забелешката на која што најмногу реагираше и опозицијата е што всушност станува збор за сума од 8 милиони евра повеќе од последниот договор кој што бил пред 3 недели. Сакам да расчистиме зашто е, бидејќи ова дојде некако во ист ден, речиси, кога вие го објавивте законот за агенцијата за сајбербезбедност, скратениот назив на агенцијата, и сега дали се за дигитализација. Дали се ова пари само за лиценци или го вклучуваат и сегментот за сајбербезбедност? Вака, значи во тендерот проектот е 24,6 милиони долари без ДДВ, значи вкупно, за да бидеме прецизни колку е. Тој е за Microsoft лиценци, каде што во годишниот план на Генералниот секретаријат постоел за 2023 година и е веќе реализиран, сега е процесот во тек. Затоа ние брзавме, господине Кристоф, да креираме Агенција за дигитална трансформација на земјата, бидејќи од два аспекта ќе биде многу пооптимални ќе бидат сите процеси. Првиот аспект е дефинирање на технологиите во таа дигитална трансформација на земјата. Значи ние ќе знаеме до 2030 година, како сите европски земји, кои технологии и ќе имаме од прилика проценка колку тоа ќе ни кошта како држава во имплементација на тие дигитални процеси во државата. Ние не можеме да бегаме од дигитализација на државата, но мора да бидеме прецизни, да знаеме кои технологии, кој пат ќе го одиме за да може да имаме дигитални процеси. Она што јавноста спори е што овој пат е избрана компанија, иако критериумот бил најниска цена, овој пат е избрана компанија која што понудила највисока цена. Точно е дека критериумот најниска цена во многу области беше критикуван, меѓутоа сега јавноста е во дилема, настрана што опозицијата спомена и некаква блискост на таа фирма со премиерот. Од друга страна го имаме оној феномен што едните исти компании постојано се јавуваат како добавувачи за одреден вид на услуги. Што е што? Јавната набавка, оваа јавна набавка опфаќа 22 институции. Јас не можам да влезам во детали, бидејќи не била постапката во Министерство за информатичко општество и администрација, бил во Генералниот секретаријат, затоа што нема институција во која што ќе го води тој процес. Впрочем, да бидам искрен, тие постапки треба да подлежат под процесите во Министерство за информатичко општество и администрација, но јас, знаете, само 7 месеци сум министер во тоа министерство. Да бидам искрен, да бев порано тамо, најверојатно ќе имав повеќе информации и за постапката и за процесите во кои што таа постапка е реализирана. Тоа е веќе завршен процес и навистина не би знаел да ви дадам повеќе детали за инфраструктурата и за имплементацијата на истиот. Знам дека е 3-годишен проект, треба да се имплементираат и да се активни тие лиценци во институциите. Други информации поврзани со постапките навистина
Само можам се знае ли кој шпекулирам. што набавува, бидејќи сега постојано се зборува за тој процес на дигитализација. Сега вие велите точно ова е под надлежност на генералниот секретаријат, 22 институции, влада, сите министерства, ФЗО, ПИОМ и некои институции и царина. Така. Microsoft лиценци, сервиси и така натаму. Од друга страна, сайбер безбедноста влегува под посебни тендери. Што се случува со овие тендери, бидејќи еве и во вашиот ресор, бидејќи последен пат на претходното интервју всушност заедно констатиравме дека еден од најголемите проблеми е што секоја институција си прави своји набавки, секој министерство си има свој доверливи во смисла на сигурни добавувачи, и кога ќе дојдеме до она што треба да го направиме како држава или да го направите како министерство, поврзување или како што вие го нарекувате интероперабилност, добиваме една голема нула, бидејќи 5 различни системи од 5 различни фирми купени не можат да се препознаат еден со друг и треба пак да се почне од нула. Затоа, господине Христоф, јас од првиот ден почнав да работам и затоа за многу брзо време ние дојдевме до драфт верзија на законот за таа агенција. Јас длабоко верувам дека после креирање на таа агенција, таа ќе биде од 2024 веќе активна, ние ќе имаме оптимални процеси во дигитализацијата, ќе ни кошта многу помалце. Човечкиот фактор исто така е многу битен. Знаете дека таа агенција ќе ги агрегира сите IT стручњаци во јавната администрација тамо и таа агенција ќе даде технички спецификација, на крај пас за техничка спецификација за секоја институција. Тогаш ќе имаме јасна слика што се случува од аспект на дигитализација во државата. Вие сте во право, јас пред 5 месеци тука и истото, еве и денеска го кажувам, со пристапот на децентрализација во дигитализацијата, ние правиме понекогаш штета во процесот на дигитализација. Вие не заборавајте дека процесот на дигитализација е многу сензитивен и од аспект на инклузивност. Сега, секоја институција дигитализира интерни процеси, на крај интероперабилноста е, како што вие рековте, на многу ниско ниво, а да не кажеме за инклузивноста дека воопшто не постои. Ние сега работиме за реорганизација на структурите, на функционалностите и на националниот портал за услуги, бидејќи воопшто не е инклузивен. Ние имаме граѓани во кои што штета им правиме со таков тип на портал во кој што воопшто тие функционалности ги нема. Многу ни коштат тие процеси ако не се централизирани и на крај добиваме продукти во кои што на локално ниво можеби дават резултати, но на централно ниво тие воопшто не се интероперабилни. Ние сега интензивно работиме на тоа и ве уверувам дека после таа агенција сите процеси ќе бидат полесно вклучени во централниот момент на државата и ќе имаме појасна слика за таа дигитализација. Само уште еден збор за сайбер безбедноста. Кога имате децентрализирани системи, многу е тешко исто така од аспект на сайбер безбедност да ги контролирате, така да ќе имаме и побезбедна инфраструктура од аспект на дигитализација, кога таа веќе ќе биде, да кажеме, компатибилна и од технологии, и од аспект на креирање на софтверски решенија на ниво на држава. Споменав дека според претходната национална стратегија овој закон требал да биде донесен веќе во 2020 година, требало да биде формиран и посебен посебна студија за идентификација на критичната инфраструктура и така натаму и заштита на критичната инфраструктура, Институт за сайбер безбедност, се тоа работи кои што се пропуштени од претходната стратегија. Само да ви кажам дека со овој закон едноставно
сите тие што ги спомнавте како институции веќе се дел од тој закон. Да, но веројатно на тоа не подсети меѓу другото и бројката од официјално пријавени, ова е според АЕК 155 хакерски напати, од кои 12 се водат како сериозни до средината на 2023 година. При тоа, кога бевте тука на последното интервју пред 5 месеци, беше токму тој ден беше нападната и АЕК, деновиве во изјава за одредени медиуми од директорот на АЕК, ја имаме таа потврда, вели не плативме никакви суми. Јавноста никогаш не дозна дали фондот за ПИОМ кој што беше под голем напад плати или не плати. И што се случи? Значи, јас можам да ве уверам дека после таа агенција, каде што ќе биде и една точка за комуникација, не само со интерните институции, но исто така и со надворешниот свет, со институциите од сличен карактер во другите земји, веќе знаете, безбедноста во сајбер околините не е локализирана. Вие мора да комуницирате во реално време и со институциите во таа критична инфраструктура во која што вие ја спомнавте, но исто така и со институции слични во земјите и во околината и во Европската унија. Со таков пристап, кога ќе се централизира, ќе имаме експерти во кои што ќе работат и ќе може да интервенираат во реално време. Знаете, во сајбер безбедноста е многу скапо ако вие интервенирате постфестно. Значи, вие морате да бидете спремни и таа околина, таа инфраструктура, критична инфраструктура, вие доволно безбедна за да може Дефиниравме ли што е критична инфраструктура, дали тука ќе влезат и банките, бидејќи во делот законот се споменуваат финансиски институции, меѓутоа под финансиски институции може да се подведе само НБМ, например, Народната банка, но не и комерцијалните банки. Значи, агенцијата од друга страна имаме терминологија на приватни правни субјекти. Че агенцијата ќе се формира според европските стандарди, според ЕНИСА стандардот, каде што е препознатлив за сајбер безбедност и за агенции од таков тип, каде што во тој протокол на процеси и однесување на институциите, исто така на индиректен начин влегуваат и финансиските институции, но на директен начин не, бидејќи тие имаат своји уште построги протоколи на процесирање и однесување со таков тип на сајбер пенетрирање на процесите внатре во системите. Министре, буџет од 21 милион евра гледано според последниот државен буџет, односно по закон е 0,6%. Не се тоа многу пари? Значи, Агенцијата за дигитална трансформација, прво, како институции, се институции во кои што барат инфраструктура. Вториот момент, во тие средства не се средства во кои што директно ќе бидат префрлени во агенцијата, туку ќе бидат превземани, бидејќи во агенцијата се планира сите IT стручњаци во кои што во моментот се вработени во агенциите, во министерствата, во другите институции, да бидат префрлени во самата агенција. Фактички со тоа и буџетот на тие институции ќе се префрли. Моментално тој е само дел за одржување на агенцијата и на платите на инфраструктура, но исто така да не заборавиме дека за 2 години агенцијата планира да има и државен клауд систем, каде што ќе се централизираат сите процеси на централно ниво, на државно ниво. Вие верувајте дека сега ние трошиме многу средства и за инфраструктура, клауд инфраструктура, каде што работиме со приватни оператори. Тука ќе бидеме на едно место, ќе ги имаме сите софтверски решенија, сите апликации, сите информации, така да ќе ни биде и пооптимално и верувајте поевтино од колку што сега. Ако ги собереме сите институции, колку трошиме одржување, складирање на податоци, хостирање на софтвери, така да на крајот на денот ние едноставно имаме дисперзиран систем и немаме јасен увид кон целта. Две дилеми во овој однос.
очигледно добра дилема, очигледно добра одредба е онаа која што се однесува на платите, бидејќи велите со посебна одлука ќе треба најмалку да е во висина на просечната плата исплатена во секторот информатика и комуникација. Дали ова е тоа што ќе го задржи IT кадарот, бидејќи сега имаме исклучително сензитивни институции за државата, не би сакал да ги споменувам, кои што во последните месеци се соочија со енормен одлив на IT кадарот, па дури имаме и институции, сериозни институции кои што се грижат за сериозни прашања во државата, кои што зависат исклучително од поддршка на приватни компании. Да не кажам, немаат софтвер инженер во одредени министерства. За жал така е. Затоа вие го спомнавте тој дел од предлог законот. Тоа ќе биде една од можностите во кои што ние ќе може да имаме IT кадар. Вие имате институции во кои што имаат само по еден или по двајца. Вие спомнавте IT инженери во нивната институција. Тоа е предизвик и за институцијата, но и за државата. Вториот момент не е само вработување, бројот на експерти во кои што вие ги имате во институцијата. Друг проблем се соочуваме со обуки. Вие знаете дека во IT секторот вие мора континуирано да вложувате во обуки на експертите во кои што ги имате вработени. Да, министре, меѓутоа државен орган кој што се грижи за безбедност за 3 месеци да изгуби тројца клучни IT експерти или државен орган кој што се грижи за државните пари да остане само на еден IT експерт е повеќе од поразителен податок за оваа држава. Па еве решението ви е агенцијата, затоа ние брзаме за таа агенција да биде активна. И еве вие спомнавте дека минималната плата ќе биде колку што била просечната плата во приватниот сектор од претходната година, така да еден од индикаторите во кој што е за да може тој профил на луѓе, на експерти од јавен сектор да оди на приватен сектор ќе биде намален. Ние не можеме да кажеме дека воопшто ќе го нема, бидејќи тоа е тренд и во светот. Знаете, еве една информација, IT експерт во една институција повеќе од 4-5 години вие не можете да го одржите. Значи, тој процес на мобилност од една во друга институција, но битно е не само да ги одржите, туку исто така и да примете нови во кои што ќе вложувате и цело време тој екосистем ќе ви биде активен и ќе имате експерти. Ние веруваме дека со таа агенција на централно ниво ќе може да оптимизираме и број на вработени во сите институции од експерти од IT, но од другата страна исто така да бидеме во текст со новите технологии во кои што ги имаме. Министре, вие сте и по вокација информатичар. Колку оваа агенција ќе не доближи на вистина до вистински процес на дигитализација? Бидејќи сега ова што се прави со една точка за услуги, сајт, полуфункционален сајт на владата и услуги се, не знам дали ќе се согласите, но само импровизации или пак, ајде да не бидам толку суров, преодни решенија? Значи, јас искрено верувам дека единствениот пат за да имаме јасна транзиција, значи јасна дигитализација во земјата и да имаме институција со експерти во кои што знаат и го водат тој процес. Значи, тие се процеси во кои што се многу комплексни. Јас реков, не е само каков тип на технологија, но исто така имате тука и каков тип на процеси вие ќе имплементирате во самата дигитализација. Јас го спомнав и моментот на инклузивност во самата дигитализација. Овие имате право, се преодни решенја, бидејќи вие мора да имате преодно решение за некој процес во кој што сте во тек. Ние и понатамо, вие и во европските земји кои што се многу понапред од аспект на дигитализација имате такви преодни решенија. Јас верувам дека во овој период многу ни е битен тој проект во кој што ние го водиме како институција заедно со Македонски пошти за 333 една точка услуги. Верувајте дека тогаш ќе се приближат сите софтверски, да кажеме, услуги до граѓаните. Ворете, бидејќи има граѓани кои што и не име толку блиска дигиталната писменост, имаме и области кои што не се. Меѓутоа, министре,
ве консултираат ли воопшто институциите кога прават одредени проекти? При тоа мисля, ова е образец на Фондот за здравствено осигурување, со кој што Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија ни нуди брз пристап до нивниот веб портал и до нашите податоци. Основниот проблем е што постојат две опции. Значи, ова е работено. Првата опција е со електронска здравствена картичка, која што ја плативме како граѓани два пати по 750 денари, односно првиот пат се собраа 8 милиони евра, таа не постои. Втората опција е да си креирате лозинка. За да ја креирате таа лозинка, треба ова барање, јас тој и тој, да го пополните, да го однесете на било кој шалтер. Директно на шалтер. Втората дигитална услуга која што ни ја нудат деновиве, ја нуди Фондот за пензијско инвалидско осигурување и ова е многу добро затоа што граѓаните го губат прегледот на својот стаж, но за да допиете пристап електронски, образецот кој што може онлайн да го симнете, мора лично да го однесете на шалтерот од некоја од подрачните единици на Фондот за пензијско инвалидско осигурување. Министре, како информатичар, ќе ве прашам дали е ова дигитализација? И дали овие две институции пред да ги потрошат овие наши пари, воопшто ве прашале вас, вашето министерство или владата како целина, колку сето тоа се вклопува во сите овие стратегии, дали ова воопшто личи на... Еве, затоа сме во иста линија. Значи, тие се нецелосни решенија. Воопшто не прашале. Еве, ако ме прашувате дали сте биле консултирани како министерство, не сме биле консултирани и тоа е тоа што го кажав пред половина час. Значи, дека сите институции во моментот заради непостоење на тој дигитален патокас на државата, сите институции имаат експерти во самата институција, креираат локални решенја, тие се нецелосни решенја и јас се согласувам дека ако треба да се има софтверско решение и некоја дигитална услуга, таа услуга навистина треба да биде целосно дигитализирана и вие да можете додека пиете кафе да дојдете до таков сервис во кој што вие делот од националниот програм. Што е причината? Не координацијата или тендерчињата, бидејќи вие како министер, не знам кои ви биле мотивите, но се тврди дека имате направено една анализа за јавните набавки во вашето министерство, а резултатите се безмалку фрапантни. Може да ги откриете? Еве, ексклузивно ке ви откријам, бидејќи ние планираме во петок да биде тоа јавно на нашата веб страна во МИОА. Че да, ние имавме интерна анализа на процесите во нашето министерство, баш буквално заради причините да видиме зошто некои процеси или бавно одат или воопшто не се завршуваат како што се нацртани. И да, имаме од внатрешната ревизија имаме податоци дека за жал, еве можам да ви кажам дека над 80% на сите тие постапки, јавни постапки се појавуваат само една институција, само една компанија, во кој што ние ќе мораме, јас еве како надлежен министер во тоа министерство, веќе ќе имам, и им кажав и на состанок на колегите, дека ќе имам пресконференции секогаш кога ќе отвориме некоја постапка, бидејќи фидбекот беше па не се појавуваат на тој процес институциите. Или повиците се цртаат за да се појават тие што треба да се појават. Еве, не сум ни надлежен, бидејќи сепак има институции во кои што треба да го направат. Јас како министер, еве, барав процеси, значи барав експерт во кој што беше, не сите, бидејќи има од 2021 до 2023 анализиравме само дел од процесите во кои што се дел од Министерство за информатичко општество и администрација и резултатите на вистина се фрапантни, ќе ги имате на нашата 2021-2023, на колку тендери се има појавено таа фирма и колку тежат од прилика? Неколку фирми се појавуваат на неколку тендери. Ке ги имате тие податоци. Еве сега можам да го отворам процесот чисто да, ако сакате да само да ви... Еве, ревизорскиот извештај ми е тука пред мене за 2023 година, значи периодот е 2021 до 2023 година. Еве некои од податоците велат дека
во неколку договори со економски оператори се појавуваат истите фирми, еднаш 7 пати истата фирма, 4 пати една друга фирма, 4 пати исто така друга фирма, 2 пати трета фирма, Вие ги 2 откривте пати. сега тие фирми кои се? Ги откривте фирмите, ги имате парите, знаете се. Еве и вие ќе ги знаете, значи овие податоци ќе бидат јавно достапни за сите граѓани на Републиката на нашата веб страна во петок. Зошто не денеска, бидејќи им оставив простор на колегите внатре во институцијата да видат дали нема некоја грешка во бројките или во процесите, бидејќи сепак се работи за Може ли денес да ми извештај. кажете отприлика само за колкава сума станува збори, на што вие се сомневате? Не се сомневаме, едноставно сакаме да бидеме транспарентни и да имаме отчетност кон нашите граѓани, бидејќи јас навистина не можам да продолжам со процеси во кои што проектите сумите се многу огромни, да не ни се појавуваат повеќе од една компанија, и тоа веќе строго го забрани во моето министерство. Ќе најдеме начин како да бидат информирани, можеби 2 пати, бидејќи тие се информирани според националниот портал, нели, за јавни набавки, но исто така ќе најдеме начин и преку пресконференции, преку одржување на информативни средби со компаниите, за да може да се пријават во тие тендери. Че сумите се големи, че имам големи проекти во кои што се појавуваат истите компании и истите компании ги имплементираат. Тука јас не покренам, не велам дека има прекршување на процесите, тоа треба други институции. Моја надлежност беше да најдам ревизорска куќа каде што ќе направи ревизија на дел од проектите, ние ќе продолжиме понатамо и државната институција за исто така активна е во нашето министерство, и тие работат на 3 проекти. Едноставно сакаме да бидеме отчетни, да ви дадеме материјал во кој што навистина ќе треба да се подобрат тие интерни процеси во нашето министерство претходно, за да може да бидеме поконкурентни можеби за други институции. Уште една пауза за реклами и ни останува уште малку време за реформата на медиумската сфера, меѓутоа со оглед на тоа што е во оваа фаза половична, ќе се задржиме само на она што ќе оди како измена сега. Се враќаме за кратко. Влегуваме во завршница и само 3 минути за тема која што веројатно треба цела емисија. Министре, зошто само со половични, или како што дел од новинарските здруженија ги нарекоа козметички корекции на законот за АВМУ? Значи, имате право, можеме цела емисија да разговараме за реформите во медиумските реформи во нашиот екосистем во медиумите. Тие ни се многу битни и како држава и како институција, и во процесот за ЕУ, но исто така и за интерно. Значи, ние мора да работиме на таа конкурентност, одржливост и плурализам во медиумскиот простор, и затоа ние одиме чекор по чекор, бидејќи навистина некои решенија барат и подлабоки анализи. За да не ги чекаме, да не ги чекаме целиот закон, затоа одиме ги решаваме чекор по чекор. Знаете дека го решивме моментот за националниот за МРТ, сега веќе имаме законско решение каде што 1% државата одвојува за финансиска поддршка на финансиска одржливост на МРТ. Министре, како еден од најголемите. Министре, немаме многу време, но вие имате Агенција за аудиовизуелни комуникации, нелегитимна, и директор веќе од 2021 година. Сите реформи кои што требаше да се спроведат во МТВ, со промена на Националниот совет, со промена на раководството, исто така се заборави. Не зборуваме за пари. Ова што го правите е впечаток дека се врти околу парите. 1% за МТВ, враќање на 100, односно бришање на 102 и враќање на 100 кец, односно повторно владино рекламирање и делумно прифаќање на забелешките околу регулирањето на авторските права, што е рак рана досега. Каде е хаосот во онлайн медиумите, каде е избришаниот член 10 од Закон за медиуми, кој што пак го гарантира оно што велите столпа, тоа е независност и објективноста на новинарството, односно
социјално-професионалната стабилност на новинарите? Господине Кристоф, ние работиме на тоа. Значи, ние работиме за да имаме навистина новинарите да бидат не само со законот за работни односи, туку исто така и со законот за АВМ да бидат регулирани. И таму навистина ќе најдеме решение и за таа фела. Исто така да не заборавиме, вие ги спомнавте онлайн медиумите, ние во моментот од моите податоци не знам дали се точни, но од експертите во кои што ми ги дадоа, 1400 вработени во новинари имаме во националниот сервис и во 5 национални телевизии, додека да не заборавиме 600 вработени имаме во онлайн медиумите. Тоа е бројка која што навистина ќе треба да се провери. Навистина треба да се провери, но од другата страна ние имаме и друг предизвик. Ние за среќа денеска може да говориме дека говорот на омраза веќе ние можам да кажам речиси го нема во традиционалните медиуми, во радио, телевизија, но тој е многу присутен во онлайн медиумите или поточно во социјалните мрежи. Затоа мора да имаме решение во овој дел. Имаме онлайн медиуми со сериозен број вработени, имаме онлайн медиуми со кои што се човек медиум. Имаме ситуација констатирана од државниот ревизор дека лани, бидејќи максималната сума, затоа реков не е потребна посебна емисија, максималната сума која што е еден портал може да ја добие во време на кампања, а ние сега можеме да бидеме соочени со двојни избори, е 15.000 евра. По 15.000 евра добивале медиуми за кои што ние знаеме дека имаат по најмалку 10 вработени и истата сума 15.000 евра ја добивале од партиите, портали регистрирани месец дена наменски пред избори. Впрочем, тоа е зошто ние сакаме да имаме законско решение и исто така да ги предвидиме и тие нетрадиционални медиуми во законското решение. Заради тоа што денеска, кога ја и вие разговараме, воопшто немаме законско решение, не ги предвидува законот нигде нетрадиционалните медиуми. Затоа многу ни се битни. Затоа рековте зошто немате закон, туку имате парцијални решенија. Да, парцијални решенија додека стигнеме до решавање на сите и традиционални и нетрадиционални медиуми во државата. Ние мора да работиме и за законско решение во кој што и менаџментот на институциите, како што спомнавте, ќе биде во согласност со потребите на медиумскиот простор, но од другата страна мораме и законско решение и за вработените, но и за процесите во кои што ги имаат онлайн медиумите, каде што уште еднаш велам дека таа омраза, говор на омраза, дефинитивно таму не е многу присутна, за наша среќа таа веќе ја нема. Значи, да сублимираме сега остануваме со делот владини реклами, авторски права и тука се застанува. Не се застанува тука. Ние продолжуваме. Овој пакет на измени, мислам, кој што ќе оди сега во собрание. Значи, ние продолжуваме во моментот работните групи работат за сите отворени процеси во медиумскиот простор. Вие знаете дека тоа е испреплетено и со изборниот законник и тука се предизвиците многу поголеми, меѓутоа верувам дека во следните преостанати 3-4 месеци ќе имаме можност да ги видиме сите законски решенија, бидејќи ако останат само предложени, тогаш работата не е завршена, бидејќи следниот парламентарен состав може да ги игнорира. Еве, ако имате простор до крајот на годината, пак да се видиме уште еднаш и да разговараме до кај сме со овие предизвици. Во секој момент кога ќе ги имате конкретните решенија. Уште еднаш ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете на тело.